Кога на 2015 година ќе се погледне од аспект на тоа што се е реализирано како трајна придобивка на граѓаните, тогаш истата може да се оцени како ретко успешна и продуктивна. На крајот на една таква година, вообичаено е да се издвојат настаните и успесите кои одбележаа и пошто се ќе се памети. Телевизија Кочани како постојан и доследен хроничар на настаните и активностите во општината ги издвои најзначајните придобивки по кои граѓаните ќе ја паметат годината која уште неколку часа ќе биде зад нас. Проектот замена на живините со LED светилки доби највисоки оценки кои излегуваат од границите на државата и затоа го издвојуваме како доминантен. Тој во себе ги содржи ефектите на поквалитетно осветлување, заштеда на средствата помеѓу 60 и 70%, долговечност и слично. На второ место доаѓа пробивањето на пристапниот пат до Браната Речани и распишаниот тендер за избор на изведувач на работите, за што се одвоени над 30 милиони евра. Неодамна го подпишавме договорот со консултантската куќа, вклучена во проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на општина Кочани. Значењето на овој проект е големо, затоа што станува збор за реализација на најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци и најголема за Кочани во последните 50 години. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на најниската гравитацијска точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Подлог, кои ќе бидат собрани во главен колектор долг околу 13 километри. Веќе е изработен проект за првиот дел од трасата на главниот колектор. По подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел колекторот и очекуваме работите на терен да започнат во јуни наредната година. Пробивањето и изградбата на атмосферската канализација е инвестиција за иднината на градот Кочани, чии ефекти доправа ќе дојдат до израз и затоа заслужува висока позиција по своето значење. Асфалтирањето на 10 улици во градот и населените места исто така е проект кој пред се ќе го паметат жителите кои најнепосредно ги чувствуваат придобивките. Турската инвестиција Левиди Агро во Ори за производството може да представува своевиден мегник кон подинамичен и посовремен развој, особено во преработката и пласманот на оризот на трети пазари. Паралелно со овие крупни проекти, мощно значење се инвестициите на кочанскиот бизнис сектор, кој бележи зголемено раздвижување, најмногу во градежниот сектор преку изградбата на објекти за колективно домување. Покрај тоа, градот добива нови угостителски содржини преку изградбата на елитните ресторани Аква и Амор, новите содржини на Евро, Хотел Градче и други. Секако во изминатите 12 месеци се случували и голем број други активности и настани, кои многумина ќе ги паметат уште долго време, но невозможно е да се наброи сето тоа по кое поединци или групи ќе ја паметат 2015 година.